Денес се божикни поклади, а од утре започнуваат божикните пости. Што верниците смеат, а што не смеат да јадат за време на постите. Понеделник, среда и петок е на вода, односно без масло. Вторник и четврток е дозволено употреба на масло, додека сабота и недела е дозволено и употреба на риба. Промените во начинот на исхраната значат и посебен позитивен режим во работата на организмот. Значи, постот зависи од тоа каков пост е и може да биде многу корисен и препорачлив и од здравствен аспект ако се сврти кон здрава храна и со помал вмес на калории. Внесуваат балансирано протеини некаде 30%, некаде 60% да бидат шеќери и масти да бидат 10%, а придонесите ги добијат со преку помалиот внес на исхрана, поредовната исхрана во смисол на поголем број на оброци. Сепак, освен од храна, постот подразбира и друго. Повеќе внимание да обрнеме на духовната димензија на постот, односно барем во овој период засилено да размислуваме на Бога, да размислуваме за покаяние, да размислуваме на исповед, да правиме повеќе добри дела, да размислуваме за сиромашните исто така, колку што сме во можност повеќе да ги посетуваме светите богослужби. Колкумина се подготвени во интерес на верата и здравието да го прифатат божикниот пост. Мислам дека за секој христијанин, православен, тоа е нормално да ги пости божичките пост. И хигиенски се, а и верски. И ние си стално постеме. Ки постам. Убаво е, многу убаво да се пости. Изборот за пост е индивидуален, но верскиот и здравствениот мотив во случајов одат заедно. Од тука препораката е: одлучете се за пост. Не е тешко, како што некои раскажуваат.